почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на Република Македонија. Зоран Заев и неговите блиски соработници буквално ја исцицаа Република Македонија. Доека народот ни тоне во сиромаштија и не знае како ќе преживее до утрешниот ден, Зоран Заев и неговите функционери си делат милионски тендери. Општина Струмица и фирмата Дикор ЦД Доел Струмица се вистинската слика како Заев работи на државно ниво, но истовремено и аларм зошто на овие избори мора да го запреме да ја ограбува Република Македонија. Фирмата Дикор само од општина Струмица има добиено преку 1.000.000 евра. Не е еден, почитувани, 2 или 3 тендери, туку 70 тендери тешки над 1.000.000 евра. Фирмата Дикор е семејна фирма на Цветанка Иванова, актуелен генерален секретар на Собранието и една од омилените пратенички токму на Зоран Заев. Фирмата Дикор во моментов е во собственост на незиниот син Зоран Иванов, а претходно била во собственост на незиниот сопруг Димчо. За фирмата Дикор нема ниту корона криза, ниту пак економска криза во државата. На 28 април си добива скоро 11 милиони денари од општина Струмица, а претходно во февруари добила уште 5 милиони денари. Само од октомври до април годинава, семејната фирма на Иванова со општина Струмица склучува договори тешки 500.000 евра. Претходно, кога фирмата ја води сопругот на Иванова, со општината се склучени 64 договори, од кои што, замислете, 59 се во 4 очи, односно без воопшто да се распише јавен повик. Еве вака, почитувани, се трошат нашите народни пари. Сепак тука не завршуваат бизнис релациите меѓу Иванови и Заеви. Синот на Цветанка, Зоран Иванов, заедно со Трајче Заев, братучедот на Зоран Заев, ја основаат и фирмата Омни Градба. Антикорупцијската комисија од декември минатата година молчи за доделените тендери за чистење на снег на фирмата на генералниот секретар на Македонското собрание Цветанка Иванова. Ова е, почитувани, животот кој што не го ветува и го донесува. Од обични административци, соработниците на Зоран Заев станаа милионери со доделување набавки без тендери на нивните семејни фирми. Ова мораме да го запреме на 15 јули. Јасно е дека тие можат да крадат уште повеќе, но ние мора масовно да излеземе и да не им го дозволиме тоа. Социјалдемократскиот сојуз и Заев ни покажаа дека можат единствено да донесат повеќе криминал и повеќе корупција во нашата земја. Да ставиме крај на овој криминал и на виткањето кичма. Време е Македонија да се исправи. Ви благодарам.